Добро вечер. Скопје вечерва е како под сива завеса. Силна магла го обви главниот град, кој во текот на денот се соочува и со екстремно високо ниво на аерозагадување. Според последните податоци од мерните станици, метрополата е меѓу најзагадените на глобално ниво, а воздухот на повеќе локации е оценет како нездрав за вдишување. Според апликациите кои ја следат загаденоста, најзагадено е во Карпош, каде воздухот е класифициран како екстремно лош, а не заостануваат ниту другите општини како аеродром и Кисела вода, каде воздухот се оценува како лош. Како резултат на ниската видливост предизвикана од густата магла што ја зафати Скопската котлина, денеска меѓународниот аеродром Скопје има повеќе откажани и пренасочени летови, а во текот на денот има и многу летови кои доцнат. Оттаму апелираат до сите патници дека временските услови се менуваат постојано и во однос на нивните летови да ги следат насоките кои им ги дава нивната авиокомпанија. Маглата го отежнува и сообраќајот на патните правци низ државата. Од Македонија пат информираат дека сообраќајот на патиштата засега се одвива непречено, но апелираат на внимателно управување со возилата и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Намалена видливост од 100 до 200 метри поради магла има од Скопје Велес, Неготино, Демир Капија и магла со видливост до 50 метри има на Буково, Ѓавато, Ресен и Дебар. На одредени патни правци кои поминуваат низ усеци и клисури, можна е појава на посетни одрони, велат од Македонија пат. Председателот на ДУИ Али Ахмети од петтиот конгрес на партијата побара нов национален договор, избор на влада со двојно мнозинство и Бадентер во Уставниот суд. Дополнително според него потребен е целосен ветинг со меѓународен надзор за сите носители на јавни функции во последните 34 години. Афродита Рамос за ова. Бадентерово мнозинство за избор на влада и во Уставниот суд. Нов национален договор предложи старо новиот лидер на ДУИ Али Ахмети на петтиот партиски конгрес. Тој порача дека единството во државата потекнува од двојниот легитимитет и консензусот, а побара и ветинг и истраги за сите функционери во последните 34 години. Ахмети, кој беше единствен кандидат, беше потврден за председател на затворениот дел од Конгресот. Чврсто веруваме дека унитарниот карактер на Република Македонија се зајакнува исклучиво тогаш кога сите граѓани се чувствуваат реално застапени и активно вклучени во процесите на носењето на одлуки. Унитарната држава може да биде функционална и стабилна само доколку се темели врз довербата и лојалноста на сите заедници што живеат во неа. Најавената кадровска реконструкција, според најавите, ќе ја врши ново избраниот Генерален совет на партијата, а 737 делегати од сите ограноци на ДУИ гласа и за 4 стратешки резолуции, меѓу кои е заложба за зајакнување на унитарниот карактер на државата, како и стратешката определба за членство во Европската унија. Секој нов состав на владата да ја добие довербата во собранието, не само со мнозинство од вкупниот број на пратеници, туку и со мнозинството од пратениците кои ги представуваат немнозинските заедници. Ова ќе овозможи владата да ужива двоен легитимитет и реално да ги представува сите заедници. Законите усвоени со двојно мнозинство во собранието, основна Бадентер, не смеат да бидат поништени од Уставниот суд без двојно мнозинство и во рамките на судскиот состав. Конгресот започна со промотивен спот за политичката улога на ДУИ и нивните истакнати членови од 2001 па досега, а партискиот лидер побара младите и диаспората повеќе да се вклучат во општествено-политичките процеси во земјава. Една од резолуциите која потекна од говорот на Ахмети беше и зајакнување на принципот на владење на правото. Тој побара и продолбочување на децентрализацијата на локалната самоуправа и нивна финансиска автономија.
Доколку следната недела има парламентарни избори за ВМРО ДПМН, ќе гласа 26% од граѓаните, а за СДСМ 8,9%. Покажуваат резултатите од анкетата на ИПИС, проведена телефонски меѓу 15 и 18 декември на 1114 полнолетни испитаници на ниво на државава. На прашањето за која партија би гласале доколку следната недела има парламентарни избори, 26% од испитаниците одговориле за ВМРО ДПМН, 9,8% за СДСМ, 8,9% за ДУИ, 8,2% за Вреди, 5,9% за Левица, 3,9% за ЗНАМ, а 1,7% за друга партија. Според истражувањето на прашањето во кој политичар имате најголема доверба, кај 27,3% од испитаниците одговорот е Христијан Мицкоски. 9% имаат најголема доверба во лидерот на ДУИ Али Ахмети. 5,1% во председателот на СДСМ Венко Филипче, 5% во Димитар Апасиев од Левица, а 3,8% за Максим Димитриевски. Владата на Соединетите држави нема да поддржува политики што поттикнуваат прецртување на границите по етнички линии во Западен Балкан. Ова е наведено во Законот за овластување за национална одбрана на САД. Во него посебно внимание се посветува на потребата од евроатлантска интеграција на регионот. За ова Ивана Стојановска. Зависноста на земјите од Западен Балкан од руските горива и гасот, но и корупцијата се главни пречки за евроинтеграцијата. Се наведува во Законот за национална одбрана на САД, поддржан од Американскиот конгрес, кој треба да го потпише и председателот Трамп. Во делот од обемниот документ посветен на Западен Балкан се наведува и дека САД нема да поддржува политики што поттикнуваат територијални размени, подалба или други форми на прецртување на границите по етнички линии во Западен Балкан, како и дека ќе се спротивстават на злонамерните политики на Кина и Русија во регионот. Официјален Вашингтон воедно ја потврдува поддршката за евроатлантската интеграција, демократскиот развој и економската стабилност на земјите од регионот. Растот на влијанието на Кина во Западен Балкан може да има штетно влијание и врз стратешката конкуренција, демократијата и економската интеграција со Европа. САД и земјите од регионот делат заеднички интерес за промовирање на стабилен и одржлив економски раст и развој. Вашингтон ќе продолжи да ги поддржува плуралистичките демократии на Западен Балкан за да спречи враќање на етничките тензии што историски го одбележуваат регионот, се наведува во документот. Предлог законот предвидува и можност за санкции против поединци и политики што го загрозуваат мирот, безбедноста или територијалниот интегритет на која било земја во регионот, а акцент е ставен и на корупцијата, која, како што е наведено, продолжува да биде една од најсериозните пречки за економскиот и политичкиот развој на регионот. Председателот на САД може да воведе санкции најдосна 90 дена по стапувањето во сила на овој закон против секое странско лице за кое ќе се утврди дека се вклучило или се обидело да се вклучи во корупција поврзана со Западен Балкан. Ова вклучува корупција извршена од или во име на влада на Западен Балкан, како и од сегашен или поранешен јавен службеник во регионот. Се наведува во делот посветен на Западен Балкан. Длабока загриженост во документот се изразува за состојбата на демократијата во Србија по последните изборни процеси, како и за потребата од напредок во спроведувањето на договорот меѓу Белград и Приштина. Законот ја нагласува и важноста од продолжување на мисијата на ЕУФОР во Босна и Херцеговина. Родителите на починатите во пожарот во Пулс денеска на 34-тиот марш за ангелите во Кочани побараа проширување на истрагата, утврдување на индивидуалната одговорност и јавно образложение зошто одредени лица досега не се опфатени со постапка. Исто така тие испратија порака до новиот државен јавен обвинител да се преиспита целокупниот предмет од самиот почеток, од денот на трагедијата, како што рекоа, за да се утврди кој знаел, кој дозволил, кој премолчал и кој не постапил. Протестниот марш вообичаено започна од паркот на Револуцијата преку трговскиот центар и управата за јавни приходи кон полициската станица и судот. Нашите деца не загинаа поради несреќа. Тие загинаа поради системски пропусти, негрижа, корупција и бегање од одговорност. И токму затоа овој марш ќе продолжи се додека правдата не биде целосна, а вистината именувана. Овој марш не е само марш на тишината. Ово е тишина што вреска. Вреска по вистината, вреска по правдата, вреска по одговорност. Нашата болка не поминува со време.
но уште поболно од загубата е сознанието дека правдата доцни. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.